15 автомобили во 5 класи од неколку клубови од државата учествуваа на возобновената риско-брзинска автотрка Пониква 2018, која по пауза од 10 години повторно е вклучена во државниот календар. Овој атрактивен настан привлече многубројна публика која ги запоседа стартот, опасните свиоци и целта во должина од 6,3 км за да ги видат вештините на возачите. Пониква 2018 е втора од овогодишниот календар на првенството на Македонија. Трката за отворена ја прогласи градоначалникот Никол Чуилиев. Благодарение на организаторот Примо АВА од Скопје под покровителство на Руен Инокс автомобиле, како и со финансиска и организацијска подршка на општина Кочани, по пауза од 10 години трката на Пониква ја враќаме повторно. Задоволство, ова за нас е многу важно, бидејќи овој настан е дел од промоцијата за потенцијалите и можностите на Пониква и на Осоговските планини. Задоволство ми е што можам да кажам дека патеката според стручното мислење е одлична и од овде и нашиот мотив да настојуваме, односно да ги поддржуваме настојувањата таа да биде впишана во европските норми, а трката да остане традиционална. Тој на возачите им посака да ги постигнат своите најдобри резултати, а на публиката да ужива во возбудувањата. На учесниците им посакувам успех и среќа, нека победат најдобрите, а на љубителите на автомобилизмот им посакувам убави моменти. Почитувани надпреварувачи, посетители и љубители на автомобилизмот, автотрката ја прогласувам за отворена. Организацијата на трката и возењата на пилотите беа на вообичаеното ниво за вакви надпревари. На оние кои го помогна одржувањето на оваа автотрка, организаторите АКК Примо АВА им врачија соодветни признанија, меѓу нив на градоначалникот Илиев, на полициската станица, на општа болница, на противпожарната единица и на спонзорот Руен Инокс автомобиле. Победници на Пониква 2018 година се возачите на АКК Никола Карев, кои освоија вкупно 28 бодови. Во А класа до 1150 кубни сантиметри победник е Филип Василевски, кој управува Југо, член на АКК Никола Карев со постигнато време од 4 минути 4 секунди и 77 стотинки. Во класата Е1 2600 кубни сантиметри победи Марио Велковски со Peugeot 106 од клубот Custom Car Racing со време 4 минути и 25 стотинки. Во класата НКРОСП до 2000 кубни сантиметри Даниел Блажевски, управувајќи Рено Клио, го освои првото место, а тој е член на АКК клубот Примо АВА, при тоа постигнувајќи време од 3 минути 46 секунди и 44 стотинки. Во класата Е1 до 2000 кубни сантиметри победник е Југослав Милошевски од Opel Corsa, член на АКК клубот Никола Карев, со постигнато време 3 минути 57 секунди и 71 стотинка. Во класата Е1 над 2000 кубни сантиметри победник е Александар Христов, управувајќи БМВ, а член на клубот АКК Примо АВА со време 4 минути 8 секунди и 93 стотинки. Клубовите ги освоија следните позиции. Прв е АКК Никола Карев со 28 бода, Custom Car Racing со 26 бода и трет АКК Примо АВА со 22 бода.